Уште две кола останува до крајот на првенството во втората македонска фудбалска лига, во која Брегалница со 5 сили ќе се труди да го обезбеди второто место на табелата која води во бараж. Првиот тест е веќе утре сабота против тимот на Плачковица од Радовиш. Утрешниот надпревар со екипата на Плачковица нема nimалку да биде лесен. Знаеме дека тие надпревари однапред добиени се најтешки. Меѓутоа играчите мора да го дадат максимум доколку сакаме да го добиеме овој надпревар. Екипата на Плачковица знаеме дека е една искусна екипа со повеќе искусни играчи кои имаат прволигашки настапи. Знаеме дека ќе биде тешко, почнувајќи нормално и од нивниот тренер на нивната клупа Гордан Здравков, кој знаеме колку значи за македонскиот фудбал. Меѓутоа нашите играчи се спремни да го дадат максимумот, иако знам дека со дел со мислите ќе бидат на надпреварот во Велес Борец и Беласца, ќе очекуваат тој исход. Меѓутоа нас не интересира тоа, нас е битно на утрешниот надпревар да го добиеме без разлика на се, а потоа да се подготвуваме за наредниот надпревар со Беласца без разлика на утрешниот резултат. Иако знаеме дека Борец е подготвен на се, меѓутоа екипата на Беласца е доста квалитетна, така да се надеваме дека по утрешниот надпревар со екипата на Плачковица Брегалница веќе ќе биде во баражот. Атмосферата беше фантастична, публиката беше 12-тиот играч за мечот со Борец, кој Брегалница го доби и се врати на втората позиција. Победата на претходниот надпревар многу значајна за нас против екипата на Борец и мислам дека на крајот ќе се покаже како одлучувачка таа победа за тоа посекувано второ место. Исто така сакам да се заблагодарам на публиката која не бодреше на тој надпревар и која дојде во голем број. Се надевам дека и на утрешниот надпревар против екипата на Плачковица ќе дојдат во што поголем број, бидејќи се покажа дека штипската публика секогаш знае да навива и да биде 12 играч на екипата. Што се однесува до утрешниот надпревар, секако дека нашата екипа се подготвува максимално, се со цел да се освојат трите бода, без разлика на противникот. Нема да биде nimалку лесно да дојдеме до тие посекувани 3 бода. Што се однесува до екипата, освен Иван Митров, кој има 5 жолти картони, ќе отсуствува, другите се сите во строј и со исклучок и на Стефан Мишев, кој се пожали на вчерашниот надпревар на повреда. Мислам дека со него до утрешниот ден ќе биде секако што треба. Очекувам 3 бода и борба за тоа второ место до самиот крај на првенството. Играчите се подготвени да ги извршат поставените задачи и да освојат нови 3 бода. Максимално сме подготвени за утрешна среда против Плачковица. Атмосферата во клубот е многу на највисоко ниво. Ќе се потрудиме да ги освоиме 3 бода и со чекор да бидеме во баражот. Раководството на клубот се реши и на овој надпревар капиите на градскиот стадион во Штип да бидат широм отворени, односно влезот ќе биде слободен. Еве ги комплетните двојки за ова предпоследно 26-то коло. Брегалница Плачковица, Борец Беласица, Кожув Каменица Саса и Тиквеш Осогово. Слободна ќе биде екипата на Победа во Ландово. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 12 мај со почеток во 16 часот и 30 минути.